Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Што е вистината за случајот што го отвори опозицијската ВМРО ДПМН со тврдење дека станува збор за афера на управата за јавни приходи, во која се вмешани високи функционери од власта, а во која преку малверзации со ДДВ државниот буџет е оштетен за 20 или 30 милиони евра. Одговорот од УЈП е дека не може да стане збор за афера на УЈП, туку за незаконско работење на даночни обврзници, утврдено од управата уште во јули минатата година. УЈП ги предала документите на јавното обвинителство, каде се води предистражна постапка. Ова е едно од прашањата за кои вечерва ќе разговараме со директорката на управата за јавни приходи и заменик председателка на СДСМ Сања Лукаревска. Теми се и се поголемиот број работници што навреме не добиваат плата, на платата на даноците, особено пред најавениот ребаланс на буџетот, контролите и надзорите на даночните инспектори поврзани со манипулирањето на антикризните мерки. Од политичките теми ќе зборуваме за стабилноста на мнозинството и владата и забарањето за брзи предвремени избори од ВМРО ДПМН. Реклама и па интервјуто со Лукаревска. Во студиото на 360 степени вечерва е Сања Лукаревска. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Директорка на управата за јавни приходи и заменик председателка на СДСМ. Само кратко, од 2005-та дипломира на правниот факултет при УКИМ, од 2006-та се вработува во УЈП и од тогаш е на различни позиции во управата. Само во краток период за време на првата пржинска влада е дел од кабинетот на дополнителниот заменик министер за финансии, потоа се враќа во УЈП и со промената на власта застанува начело на управата. Тоа е вашата кариера, инаку во мај 2021 сте избрана за заменик председателка на СДСМ. Да. Добро. Имаше дилеми колку правник може да се снајде во позицијата на директор на УЈП. Чувствувате хендикеп за тоа што не сте економист? Не, воопшто, зашто не сум прв правник директор на управата за јавни приходи. Реално мислите дека економист подобро би се снаоѓал на таа позиција? Мислам дека секој оној кој што знае да ја менаџира работата и ги знае процесите во управата, мислам дека може добро да се снајде. Понекогаш дел од критиките на ваша линија одат по таа линија, да речем, велат Лукаревска не може да ја води компетентно управата затоа што не е економист. Не би се сложила. Мислам дека со сето она кое што го покажавме како тим во УЈП, покажавме и докажавме дека може да работиме и правник и независно и секој оној кој што всушност го знае даночното работење може да биде дел од најдобриот тим во УЈП. Реално имавте понуди да бидете министерка во досегашните колку? 3 пати се гласаа влади на СДСМ, така? Да. Имавте понуди? Да. И не прифаќавте? Не, сметам дека сега за сега најсоодветно ја водам институцијата во која што сум. Добро, ова за вовед. Еден од случаите што е актуелен деновиве е оној што го отвори ВМРО ДПМН, реков и во генералната најава. Во случајот е имплицирана институцијата што вие ја раководите, управата за јавни приходи. Тврдењето на опозицијската партија е дека во аферата на УЈП, така тие ја нарекуваат, се вплеткани високи функционери на власта, дека преку малверзации со ДДВ се испумпани или е направена штета на буџетот од неколку десетици милиони евра, се спомнуваат 20-30 милиони евра. Вашиот одговор е дека не може да стане збор за афера на УЈП, затоа што вие сосема навреме сте детектирале, ќе се обидам да бидам прецизен, незаконско работење на даночни обврзници, зашто потоа е известено јавното обвинителство и таму сега се води предистражна постапка. Прво што паѓа во очи е временскиот период. Јули 2021, мај 2022, 10 месеци. Нели е предолг период во кој ниту јавноста чула, ниту пак има некаков резултат од предистрагата во јавното обвинителство. Прашањето го поставам од аспект на евентуален сомнеж за тоа дали можеби сте се обидувале да ја зацкриете аферата, случајот? Напротив, не. Јас сум горда на тоа што ние алармиравме веднаш штом ги утврдивме овие неболозни действија од страна на даночните обврзници. Затоа не може да дозволам да се кажува дека станува збор за скандал на управата за јавни приходи, туку скандал од незаконско работење од страна на даночни обврзници кои што се сопственички поврзани и кои што ги менаџира едно исто сметководствено. Сега тоа сакав и да ве прашам, што значи тоа? Гледам дека го нагласувате и на брифингот последно со новинарите го кажувате тоа дека станува збор за капитално поврзани компании
кој што сметководствено ги води едно. Едно сметководствено биро. Што треба тоа да ни значи нам? Тоа нам треба да ни значи, односно на граѓаните да знаат подобро дека станува збор за неосновано прикажување на одредени бројки во соодветните фактури кои што ги имале, да речеме, даночните обврзници. По препораќа од страна на сметководственото биро. И вие тврдите и користите таква фраза дека сте утврдиле незаконско работење на даночните обврзници. Во што точно се однесува даночното? Станува збор, значи, за неосновано даночно побарување, односно нешто кое што го попречува функционирањето на законот за данокот на вредност во врска со законот за даночна постапка. И точно е дека станува збор за толкави суми на пари? Не. Се уште ние не може да ја кажеме точната бројка, затоа што откога го утврдивме овој сомнеш кој што го имавме, веднаш ги превзедовме сите действија кои што ни се овозможени како институција. И во јули месец, на 21 јули, ние го известивме Министерството за внатрешни работи дека имаме вакви и вакви сомневања. Потоа доставивме уште еден допис, исто така за да ги наведеме сите поединости и за даночни обврзници, и за действија кои што се превзимаат, какви чекори се прават и така натаму. И понатаму во 10 месец имаме повторно уште едно дополнување на сите овие две Да ве прашам, во моментот тие компании слободно си работат? Врз нив има одредени некакви времени мерки? Замрзнати сметки? Не би сакала да зборувам во интерес на предистражната постапка, затоа што навистина имаме одлична соработка и со Министерството за внатрешни работи и со основното јавно обвинителство. И сакам да потенцирам дека, како што напоменавте вие, од јули месец до мај месец има навистина долг период. Меѓутоа, за ваков тип на истраги, навистина треба доста долго време, затоа што тука станува збор за документација, за гледање на други поединости кои што беа потребни за целата постапка и така да ова не може да оди баш толку на брзина, за да се утврди всушност вистинската состојба. Ние сме сведочели на други случаи, не идентични, ама слични можеби, во кои што обвинителството знаело многу попромптно да реагира и од тука можеби овој сомнеш за тоа дека поминале дури 10 месеци, а за сега нема ништо. Не треба да го забораваме фактот дека пред се дека станува збор и за соработка која што мора да ја има меѓу од една страна компаниите, од друга страна институциите. Значи прво и тој јас треба да го надминеме. Така да тие финансиски издраги се подолги, малку се посензитивни и секако се доста обемни. Точно е дека некои линии водат до функционери во власта. Не би можело тоа да го напоменам сега, заради предистражната постапка. Но велите дека сумите се помали од 20-30 милиони. Не, ја немаме конкретната сума во моментов, затоа што имаме спроведување на одредени действија со кои што ќе ја видиме и конкретната сума, односно конкретниот износ. А имате увид до каде е предистрагата? Апсолутно да. И има ли индиции дека таа може да прерасне до истрага? Да оставиме да оние кои што го работат овој предмет да ја информираат јавноста. Ние бевме само информатори на некој начин, да кажем, алармиравме и побаравме помош од институциите кои што ги имаат надлежностите за да спречиме вакво даночно, да кажем, незаконито работење. Дали државниот буџет е сигурен, обезбеден, во смисла на тоа дека сите пари кои што требало да влезат во буџетот влегле? Да. Тој е безбеден, бидејќи секојдневно следиме анализи, секојдневно ги гледаме. Не, мислев поврзано со овој случај. Поврзано со овој случај. Дали граѓаните може да бидат сигурни дека се што можело да биде малверзација е практично спречено и дека сите пари кои што можеби требало да бидат испумпани, сега се во буџетот. Апсолутно да. Значи, ние сме на страната на законот и како институција можем да кажем дека сме превенирале действија кои што сакале да значат нарушување на буџетската стабилност. Затоа што тоа го утврдивме преку ризик факторите, го утврдивме преку анализа на документација, го утврдивме преку соодветните контакти кои што ги имаме во нашите служби за поврат, каде што ги видеа овие некои специфични действија кои што досега на некој начин, да речеме, не сме ги имале како такви. Ви се пожалиле ли вработени во управата за тоа дека
Начинот на кој што биле повикани да дадат изјава во МВР може да биде сметан за еден вид притисок до нив. Не. Јас не сакам да било како на некој начин да кажам, да влијам на нивните искази како колеги, затоа што ние таму треба и да се почитуваме и верувам во нивната професионалност. Добро. Ке следиме, ке видиме како се тоа ќе И се јас исто расчисти. и ние би сакале како институција ќе ја следиме состојбата секако. Денове на брифинг со новинарите изнесовте податоци за зголемена наплата на даноците во овие комплицирани времиња за економијата. Сега, ако некому му оди во прилог зголемената инфлација, тоа е можеби на управата за јавни приходи, оти кога процентите ќе бидат изразени во релативни бројки, а при тоа цените растат, тогаш тоа што доаѓа како резултат се зголемени приходи по основ на даноци. Што велат бројките конкретно од наплатата на ДДВ, на персонален данок, на данок на добивка? Значи, овој период кој што ќе го испрезентирам како приход кој што го имаме собрано, значи од 1 до 18, можеби не е соодветен. Сега за месец мај ќе зборувате. Да, за месец мај до 18 мај. Реалната слика ќе имаме после 25 мај. Меѓутоа, до сега имаме собрано околу 40 милиарди денари приходи вкупно, што значи дека имаме реализација од 105,84% во однос на она што е планирано за овој период, за месец мај. Повисок овој износ е за 23,10% во однос на она што е остварено лани во истиот период. И имаме реализација на данокот на добивка од 121,98%, односно 122 веќе. И сме го надфрлиле планот за 22%. Данокот на личен доход имаме реализација од 106,36%, односно 6,36% имаме надфрлање на планот и 1,55% имаме надфрлање на ДДВ-то. Меѓутоа, сепак, пак сме го исполниле планот. Сега велите дека сепак треба да се почека периодот по 25 во месецот, кога ќе биде почиста ситуацијата? Не зборувам, да не се разбереме погрешно, ја не зборувам дека после 25 би можеле да очекуваме било какви тектонски пореметувања во она приходна страна. Меѓутоа, реалната слика би ја имале после 25, затоа што е крај на месецот тогаш, затоа што се поднесуваат ДДВ пријави до 25 и така натаму. Имаме ние кај нас некои, да речам, статистики, показатели со кои што би ја имале целосната слика. На сумарно ниво, како оди од почетокот на годината до овој момент во однос на планот за прибирање на даноците? Од почетокот на годината до овој момент, се она кое што транспарентно го објавуваме на месечно ниво, значи по завршување на месецот, имаме раст на приходите и во споредба со 2021, и во споредба со 2020, и во споредба со 2019. Многу мина ќе речат зошто се споредувате со 2020, бидејќи таа беше година на короната. Всушност, меѓутоа, сепак и тогаш имавме одредени состојби во буџетот. И кај добивката, и кај ДДВ-то, и кај данокот на личен доход имаме надфрлање на планот кој што е во рамки на управата, кој што го детектира, плюс она што значи исполнување на буџетот согласно критериумите таму кои што се наоѓаат. Дали тоа пред се должи на тоа што го кажав, зголемените цени, пред се кај храната и кај енергенсите? За ДДВ-то да, меѓутоа да не забораваме дека имаме намалување на стапката на ДДВ за основните прехранбени продукти и за нафтените деривати, кои што завршува сега на крајот на месецот. И тука ќе треба да се направат и соодветни анализи од страна на економскиот тим, за да се види во суштина какви се ефектите и колку тоа допринело во одредени, да речем, нарушување на она што значи вистински буџет. Каков инпут дадовте сега, предпоставам, кога ве прашуваа пред да биде изготвен ребалансот на буџетот во однос на приходната страна? На приходната страна, значи, реално и самото Министерство за финансии начело со министерот гледаат капацитет во управата за јавни приходи, бидејќи секој пат ги исполнуваме бројките кои што ни се зададени на некој начин како задача работна пред се. Буџетот за 2022 навистина ни беше енормно зголемен за нас како обврска за да може да ги собереме приходите. Сега со ребалансот ќе видиме како ќе биде ситуацијата конечно по усвојувањето во собранието.
Добро, се уште е нејасно од каде владата ќе ги најде оние повеќе од 200 милиона дополнително продлабочување на дефицитот. Нејасно е што ќе се случува со евентуалниот заем од ММФ. Сега повторно се споменува враќање на опцијата за издавање на еврообврзницата, која што едно време беше ставена ад акта поради зголемената камата. Во текст вие со овие процеси? Тоа се предизвици пред се на економскиот тим во владата и најмногу на министерот за финансии. Во овој дел, бидејќи немаме многу допирни точки од тој сегмент. Вие како заменик председателка на СДСМ учествувате во креирањето на политиките, на мерките? Или... Апсолутно да. И пред да станам заменик председател на СДСМ, бев во економскиот тим кога се носе оние популарни ковид мерки. Значи, сепак до релевантен човек ги поставам прашањата, иако може би излегува малку надвор од тоа што се Апсолутно, да, иако на ингеренции на почетокот УЈАП. рековте за скептицизмот на другите за правник, јас сум горда на тоа за како менаџер пред се на УЈАП. И верувате дека владата успешно ќе се справи со оваа ситуација пред која што е исправена сега? Сметам да, меѓутоа да не заборавиме дека оваа ситуација не е само кај нас, туку е буквално низ целиот свет. За мене позитивен сигнал дава она кога ја менаџиравме ковид кризата. Мислам дека тогаш донесовме одлични мерки кои што имаа успешна реализација. Истото би требало и сега да се случува, меѓутоа пак треба да се дебатира, да се разговара, да се слушне гласот и на коморите, и на оние кои што се најзасегнати и најбитно од се да ги видиме и споредбените искуства од другите земји. Баш вчера прочитав дека и во Бугарија одат со истиот принцип и на зголемување на минималната плата и во делот на намалување на стапката на ДДВ за храната. Интересно е дека оправдувањата, главно поврзани со високата инфлација, се сведуваат на тоа дека станува збор за увезено влијание, за увезен ефект, но ако се споредуваат бројките за ударот врз економијата кај нас, по тие два параметри, да речеме, растот на бруто домашниот производ, како сега ќе се нивелира надолно, и инфлацијата, некако се чини дека кај нас ударот како да е поголем отколку кај голем дел од европските земји. Па еве ќе си дозволам да заклучувам дека тоа би значило дека тука има и домашна вина и одговорност, а не само увезени влијанија. Од кој аспект домашна вина? Од ненавремено реагирање или? Ако сега прашањето е да, не знам. Точно веројатно во делот на политиките и на мерките кои што се водат. Кај нас, да речеме, инфлацијата за април е 10,5% споредено со април минатата година. Во голем дел од европските земји не е толкова. Надолните проекции на растот на БДП за оваа година, во сите земји надолно се коригира таа проекција, кај нас оди значително пониско отколку во голем дел од европските земји. Во таа смисла зборувам. Глобалната политика и глобалната слика е пресликана и кај нас. Затоа што ние треба малку, можеби повеќе да размислуваме како да ја заштитиме и унапредиме ликвидноста на компаниите, затоа што веројатно ќе зборуваме за оние бројки што ги објавивме вчера на брифингот, дека нема исплатени плати кај работодавачите, од страна на работодавачите кај работниците, иако се поминати огромен број на денови, односно роковите веќе се пробиени. Вие тоа го соопштивте како успех на УЈАП? Не. Не знам дали делуваше така, бидејќи јас немав јавен настап за да се види колку сум задоволна од таа бројка. Така беше пренесено во медиумите, во смисла дека сте констатирале дека околу 90.000 работници се уште не ја земале априлската плата, така? Секој пат информираме. Да. Независно дали тоа ќе биде на пресконференција конкретно на таа тема или ако има новинарски прашања од вас новинарите, буквално за таа бројка од 90.000 работници кои што до 15 мај не ја земале априлската плата е многу поголем отколку бројот на работници кои што не земале навреме плата во март, така? И се забележува една нагорна линија на зголемување, што може да зборува за неповолни трендови во економијата воопшто, така? И за неповолни можеби трендови во економијата, тоа би го ставило како третостепено, но пред се за недисциплинирани даночни обврзници
и исто така можеби да речеме ненавременно постапување од страна на самите компании. Затоа што треба да направиме дистинкција. Оние кои што поднеле декларација за МП во законски предвиден рок, оние кои што поднеле декларација, а не исплатиле плата, и оние кои што не поднеле декларација и автоматски за тоа не исплатиле плата. Директор, ама има ли работодавач што може да исплати плата, а не би го направил тоа? Јас се сеќавате дека имавме работодавачи кои што земаа финансиска поддршка, а не исплатија плата на работниците, кои што ги објавувавме јавно, заедно со генералниот секретаријат на владата, баш кога беше најнеопходно. Нели имавме и таков еден случај. Така да ова е исто една ситуација која што допринесува да се зголемува процентот на сива економија. Затоа ние тука мора да бидеме будни заедно со Државниот инспекторат за труд, за да може да алармираме на време. Ама сепак нели се ова бројки кои што зборуваат за тоа дека трендовите во економијата не се поволни, дека се повеќе и повеќе фирми ќе стануваат неликвидни? Ова е состојба, можеби да направиме анализа во претходната година, можеби ќе стигнеме до оваа бројка. Еве да почекаме да видиме што ќе кажеме за следниот месец. Меѓутоа дека имаме ние заштитен механизам, ние сме спровеле присилна наплата и денеска еве не е можеби за фалење. Бројката е намалена на 87.000 работници кои што немаат земена плата. Значи 3.000 веќе земале работници, меѓутоа и тоа не е за пофалба. Сакам да кажам дека тешка ситуацијата е ако има работодавачи кои што имаат поднесено декларација, меѓутоа таму платата е со 1 денар, со 5 денари и така натаму. Денес баш слушав еден вид на изјава на представничката, односно председателката на Гласен текстилец, за која што многу пати сме зборувале дека мора да се најде законски заштитен механизам. Вели дека се исплаќа плата од 57 денари, мислам дека споменува. Апсолутно. Како е тоа возможно? Така ги представуваат декларациите. Кај нас во управата е битно да се помине декларацијата и секако да се направи исплата. Износот веќе е во надлежност на сосед друга институција. И затоа сметам дека и многу пати сме разговарали со релевантни фактори на оваа тема, имаше и многу добри анализи направени од повеќе професори, дека треба да го адаптираме законското решение на сите овие вакви нуспојави да може да ги пресретнеме. И според вас што е најсоодветно? Малку треба да се зајакне можеби контролниот механизам во делот на МПН системот. Зошто зошто да може да помине декларација за плата во која што така е? Така е законското решение. Зарем не треба да се смени законското решение? Апсолутно да. Апсолутно да. И многу пати сме разговарали и со министерот за финансии на оваа тема и по препорака од вакви релевантни, да речем, целни групи или здруженија и така натаму, дека тоа е неопходно. Што е искуството со исплатата на минималната плата? Откако таа е покачена на 18.000 денари, имате ли статистика за тоа колку работодавачи се уште исплаќаат плата под минималната? И што правите со тие податоци? Тие податоци, значи за сите оние кои што имаат исплатено под минималната плата, односно го прекршиле законското решение, се доставени до Државниот инспекторат за труд како надлежен, за да може да ги изврши контролите. Секако дека тука сме и ние да помогнеме со наши екипи. И во колкав обем е тој феномен? Во каков обем? Имате податоци? Немаме направено соодветна анализа се уште за тоа колку требале да исплатат, а не исплатиле минимална плата. А во март месец имам податок за колку е исплатена, колку работодавачи, 1703 работодавачи имаат исплатено за 3837 вработени. Ова е по основ на побара на субвенција? Минимална плата. Не. Ова е минимална плата. А за април има 2777 работодавачи за 6724 работници. Додека субвенционирањето на придонеси веројатно е многу попопуларно кај компаниите. И тука за месец март 22.231 работодавачи користел оваа мерка за 124.534 вработени. За 124.000 вработени, да. Државата ја платила
разликата или целосно? Од 600 до 6000 денари имаат можност за субвенционирање на придонеси и овие 124 534 вработени, за нив износот на субвенцијата е околу 250 милиони денари за месец март. За месец април има зголемување на 327 милиони денари. И кога ќе добиете или ќе дојдете до податок дека некој се обидува или исплаќа плата под минималната, го известувате инспекторатот за труд. Имате потоа соработка со нив дополнителна, што прават тие? Координирани акции сме имале многу. Сме известили на пресконференција. Имаме размена на податоци. Они многу пати, да речеме, кај нас даваат информација за одредено несовесно работење од страна на одреден даночен обврзник. Ние повратно известуваме исто така наши сознанија доколку имаме. Редовно ги известуваме за она што значи изигрување на МПН системот и така натаму. Но ќе се вратам пак на поидовната теза, а таа е дека ако се смени законот и ако се оневозможи воопшто декларацијата да поминува, а при тоа е предвидена плата под минималната, се би било поинаку и веројатно проблемот би бил надминат, така? Да, и би ги заштитили работниците, бидејќи многу пати доаѓаат со представки анонимни до нашата институција, како им се исплаќани плати и така натаму. Имаше неколку популарни случаи во минатото лето, мислам, кога навистина направивме огромен број на контроли во текстилните фабрики и таму правевме контрола по основ на плати, придонеси, персонален данок посебно. Имавме соодветни проширувања, некаде поднесовме и кривични пријави. Ги споменавме веќе контролите во маркетите. Не е тајна дека во тој критичен период на носење на антикризните мерки од страна на владата имавте контроли во 3 ланци на поголеми ланци на маркети. Деновиве известувате за констатирани кусоци. Ќе ве молам да објасните. Да речеме, за едниот ланец велите дека сте констатирале кусок од 36 милиони денари. Тоа е некаде околу 600.000 евра, така? Да, меѓутоа тоа не е наот. Добро. Што треба да се плати, бидејќи Што значи тоа е еден тоа? вид на неевидентиран промет. Таков е третманот, затоа што ние бевме кај 3 ланци на маркети, таму го правевме пописот, значи по еден вработен од маркетот со еден вработен од управата за јавни приходи, заеднички броја за да всушност имаме веродостоен податок. Главно масло за јадење. Се. Добро. Се што беше на рафтовите, се што имаше во магазините, буквално се броеше. Не само оние таргетирани производи кои што беа со 0 ставка ДДВ. Согласно она кое што е избројано и она кое што е нивна книговодствена евиденција, ние од тука го утврдуваме она што значи неевидентиран промет. И затоа имавме 2 паралелни процеси во маркетите. Еден процес беше пописот, вториот процес беше надворешната контрола. Кај сите овие 3 ланци. Кај еден е завршена контролата комплетно во делот на кусоците и без завршен разговор го прифати соодветниот наод кој што беше од наша страна преку записник констатиран. И што е санкцијата? Што е во глоба? Глоба е санкција? Санкцијата е наод, односно оданочување на тој неевидентиран промет. Редовно или е тоа некакво казнено оданочување? Не, тоа е согласно извршена надворешна контрола. Тоа не е глоба. Глоба изрекуваме, например, при неиздавање на фискални сметки, некористење на сметководствена книга и така натаму. Ова е сосем поинаку по однос на надворешните контроли, кои што ги правиме по нашите материјални закони. И ако добро сум ве следел, велите во едниот ланец е констатиран кусок од 36 милиони денари, во другиот околу 30 милиони денари, што е негде 500.000 евра, а во третиот нешто помала е 3, се извинувам. сумата. Да, бидејќи е многу помал. И сега велите, кај едниот е завршена таа работа, тој го прифатил вашиот наод, кај другите 2? Кај другите се уште сме во фаза на нацрт записник. Меѓутоа и кај сите 3, затоа што го утврдивме овој неевидентиран промет, односно овој кусок, на овој кусок само да информирам дека тука имаме и пресметување на данок на личен доход. Така е законското решение. Врз основа на тоа што е утврдено,
ќе имаме и соодветни проширувања на контролата. Од аспект на граѓаните, што биле последиците од ваквото работење на маркетите? Најпрви, ако ми дозволите една ретроспектива, сакам да направам на кратко. Пријави стигнуваа кај нас од стапувањето на сила на одлуката која што беше за намалувањето на даночните стапки кај прехранбените производи, нафтените деривати и така натаму. Веднаш се алармираше во нашиот контакт центар, граѓани се јавуваа, бевме сведоци на различни ситуации кои што беа споменувани во различни маркети. Направивме теренски контроли и конкретно кога ја сумиравме целата таа состојба, утврдивме каде треба да одиме да постапуваме. Нити беше тенденциозно, нити беше нешто спектакуларно да се направи, сепак сакавме да во овој момент ги заштитиме граѓаните од било какво профитерство кое што некој сака да го направи на нивни грб. Тоа го направивме претранспарентно, ги овозможивме сите можни ресурси кои што ги имаме кај нас за управата за јавни приходи и тоа траеше многу кратко време. Не знам дали знае јавноста дека влеговме во попис кај многу тидови на нафтени компании кои што продаваат нафта и нафтени деривати. И таму правевме попис. Сме правеле попис исто така и на спортска опрема, на ланец продавници. Сепак мислам дека тука навистина бевме на ниво на задачата. И она кое што беше наша задача, го покажавме и транспарентно, еве сега информирам. Сега објаснувањето го давате повеќе од аспект на тоа дека имавте приговори дека тенденциозно сте влегле во еден ланец маркети, а не и во друг, па потоа побрзавте и во другиот да влезете или? Не. Ако знаеме дека по 80 деловни единици има секој од овие два големи маркети, невозможно е физички да се постигне за да може да се заврши пописот. И рековме дека ќе одиме еден по еден. Односно, онаму каде што имаме најмногу неправилности утврдено, согласно претходно извршените контроли, па потоа ќе одиме кај оние кај што исто така има аларм дека нешто не се случува добро во делот на подесувањето на фискалните каси, за да стои на фискалната сметка она што значи почитување на законска одлука. Добро, ме интересира како оди со мој ДДВ, дали се уште постои граѓански интерес? Да, постои затоа што имаме изголемување на бројот на корисници за мој ДДВ. Завршивме со овој турнос на првото тромесечие со... Тие бројки што ги споменувате се на реално активни даночни обврзници кои што скенираат или тоа е постојано се надодава Тоа на... би требало да го отвориме системот генерално, па да направиме една дистинкција кои профили, да речеме, не се активни. Ако ги споредувате сумите кои што на квартално ниво ги исплаќате, сега последната... Некаде тука се движат во една иста рамка, што е добро. Последниот пат колку имате исплатено вкупно? 491,5 милиони денари. Толкова е сумата која што ја враќате по основ на мој ДДВ? Зависи за секое тромесечие е различно, зашто во едно тромесечие може да вратиме, да речеме, и кај оние корисници кои што имаат направено промена во трансакцијската сметка. Имаме и многу такви случаеви. Сега сме веќе во таа фаза да ги вратиме таму тие. Дали е намерата да продолжите со мерката? Апсолутно да. Сметате дека таа ги дава резултатите? Сметам дека таа ги дава резултатите. Сметам дека една од поатрактивните мерки кои што ги донесе оваа влада, не затоа што ја спроведе во УЈП, напротив, и го гледаме и интересот на граѓаните кога ќе заврши одреденото тромесечие, дека веднаш се јавуваат, прашуваат кога ќе има поврат на средствата од мој ДДВ и така натаму. Дали географски подеднаква е дистрибуцијата на даночни обврзници кои што се заинтересирани и се активни околу мерката? Тоа би требало да го направиме како анализа и во однос на возрастна граница, и во однос на распространетост по градови низ државата, и по однос на други некои критериуми, ќе излеземе со една таква убава анализа за мој ДДВ во пресрет на роден денот на мој ДДВ. Кога е тоа? Тоа е на 1 јули. Добро, скоро ќе биде, значи. Скоро, да. Добро, реков, покрај директорка на УЈП сте и заменик председателка на СДСМ. Каква е атмосферата во партијата? Ова е сосема нова екипа, без многу политичко искуство. Има ли дебати за политики, за вредности, за идеологија на седниците на извршниот одбор и на Централниот одбор? Да, секој пат. Има и во потесно раководство, кога се вели на координација, кога имаме
заедно со председателот, подпредседателите, секретарите. Вие реално, предпоставам дека немате премногу време да се занимавате со партиски работи, слично и премиерот. Кој ги турка, кој е главната локомотива во партијата? Сите заедно. Секој допринесува со својот потенцијал и капацитет, така да сите сме таму присутни. Секој во своите можности, секако. Не значи тоа дека има некој повеќе или помалку време. Не мислам на генералниот секретар, можеби, дали тој е тој кој што ја има таа задача. И тој е тука присутен, и подпредседателите, и секретарите, и посебни тимови имаме избрано координатори по региони кои што го следат, го работат теренот, народски кажано го ораат теренот. Имаме посебни тимови, комисиите веќе почнавме да ги екипираме. Колку влијанието на Заев се уште се чувствува? Сега имаме председател Димитар Ковачевски. Зоран Заев е член на СДСМ, бил председател и секако дека неговите совети секој пат се добронамерни. Од аспект на влијание, од кадровски решенија, ако ме прашувате, веројатно. Па и кадровски, политички, мислам дека бизнеси. Уште кога го имаше на последно обраќање на Централниот одбор пред членовите, тој кажа дека секој пат ќе биде тука за совет, за искуство, за споделување на соодветно мислење. Така и сега. Опозицијата инсистира на брзи избори. Сакам да ве прашам за една забелешка која што може да се чини принципиелна од ВМРО ДПМН, тоа е дека нема никаков канал на комуникација меѓу власта и опозицијата и дека ова е можеби негативен преседан во таа смисла, дека буквално на ниедна тема, на ниедно ниво нема канал на комуникација меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН, што не се случило можеби никогаш до сега. Па во собранието имаме пратенички групи кои што се од различни политички партии. Таму има секојдневни комуникации. Да, веројатно е така логично во една парламентарна демократија, ама тука пред се мисли на тој тип на неформална комуникација. За жал, нашиот политички систем некако се измести од институциите. Многу битни одлуки се носат на други форуми, како лидерски средби и така натаму. ВМРО ДПМН предпоставам дека пред се на тоа мисли кога забележува. Сметам дека има соодветна комуникација. Баш гледав вчера една дебата на една утринска емисија, каде што наш представник од извршниот одбор Андре Петров и Клековски од ВМРО ДПМН разговараа на вистина прекрасно ниво и се подадоа рака дека тоа е всушност она кое што му треба на народот на оваа држава. И мислам дека Ама тоа да не е инцидент. Не знам дали е така баш на ниво, генерално на ниво на елити, СДСМ ВМРО ДПМН. Јас секој пат каде и да се сретнеме со нашите колеги, да речем, од ВМРО ДПМН, и јас и председателот и сите од раководството, навистина се покажува почит. Тоа не значи дека во собранието можеби се гледа некаков ринг на дебати, обвинувања, забелешки и така натаму. Ама зошто да нема средба на Ковачевски со Мицковски? Апсолутно да, меѓутоа да има на конкретни работи кои што ќе значат добробит за граѓаните, да се решаваат одредени проблеми за оваа држава, да се зборуваат за крупни прашања. Мицковски бара да има лидерска средба за избори. Добро, ако ги слушаме внимателно нивните изјави, велат на таа средба опозицијата ќе ги изложи своите очекувања и барања, веројатно едно од тие ќе биде барањето за предвремени избори, ама тоа не значи дека мора да има договор за тоа прашање. Знаете што, сега ние се справуваме со ковид криза, која што пак не е за занемарување, короната пак постои, нели, гледаме бројки, гледаме статистики. Имаме безбедносна криза, имаме енергетска криза, и на крајот на криштата сега во ваква состојба сметам дека не е патриотски и не е хумано спрема оваа држава да се бараат избори. Зошто да не се оди на редовните избори? Нивната теза е дека секој останување на оваа влада на власт, секој ден повеќе е погубно за оваа држава и од тука подобро да се оди дури во вакви околности на брзи избори отколку да не се оди. Јас сметам дека тоа е право на опозицијата да зборува буквално со ваков речник. И тоа е нормално. Меѓутоа, сметам дека треба да се дискутира на многу посензитивни теми кои што значат заеднички интерес за сите нас, а не да бараме да собираме ефтини политички поени. Јас сметам дека треба и да се даде шанса еве на новите градоначалници од ВМРО ДПМН да ги покажат своите проекти, своите капацитети,
Па после еве да имаме мегдан, за да може да дискутираме. Ние сме колку време на власт, па еве сега и на локалната власт пред се е ВМРО ДПМН и тогаш во 2024 имаме плодна почва за да може да одиме на редовни парламентарни избори. Има блокада од централната на локалната власт? Јас сметам дека нема. Јас, Од например, ВМРО се жалат дека се повлекуваат закони кои што претходно се поднесени, а биле во интерес на локалната власт, дека сега се повлекуваат. Не би сакала сега да делувам онака баш строго политички, меѓутоа имало многу закони кои што јас дори бев исто во парламент, па и после тоа дека се држа, не се ставаа на дневен ред на комисии, затоа што се чекаа да завршат локалните избори. Па тек тогаш да се направат соодветните стратегии. Се појави една информација, полека привршуваме од изворот ДУИ на кредибилен медиум за тоа дека дури и ДУИ би биле за предвременни избори ако во јуни нема пробив на планот на евроинтеграциите. Какви би се односити разбирањата со партијата на Ахмети? Ние сме коалицијски партнер кој што навистина соработуваме заедно. Имаме секојдневна комуникација на ниво на раководство и сметам дека тука буквално нема зошто да има било каква загриженост за некаква нова ситуација која што значи дека и ДУИ би прифатило избори во јуни. Вие не верувате во таков сценарij? Јас не верувам, да. Ги следам и ја гледам и пожртвуваноста, еве конкретно сега на министерот Бујар Османи, кој што навистина дава се од себе за да може ова меѓународна приказна да заврши со успех. Покрај тоа што гледаме дека како и премиерот Ковачевски, па и целиот тој тим таму се грижи. Значи во сите процеси она што значи напредок некако сме заедно. Оваа влада, значи и на СДСМ и на ДУИ, овозможила да се носат многу крупни процеси во оваа држава, кои што значат и успех на граѓаните. Добро, ова е сценарио во случај да не биде приказната во јуни, да нема пробив да остане ова статус Добро, ама кво. ова нема да биде, да речеме, еве, хипотетички да речеме да не биде. Дали прв пат се наоѓаме пред една ваква пресвртница? Не. Сме имали претходно вакви ситуации. Меѓутоа сметам дека треба да оставиме да се носат нови мерки, да се носат нови решенија за граѓаните, како што сега го кажавме претходно, и со минималната плата, и со пензиите, со менаџирање на кризата, со тие 26 мерки, нели? И сметам дека има доволно време до април, односно до 2024 април, прилика да бидат редовните парламентарни избори. А до тогаш политичката дебата треба да се развива, да се унапредува и да се поткрене нивото на политичка култура. Благодарам што бевте дел од 360. Благодарам на поканата. Попаузата е саботажата. Ако се иземе субјективноста при обсервацијата, објективно звучи судо дека под нејзино кормило, без предпоставеното влијание на морските струи, на македонското правораздавање му се случи таков тежок бротолом од рангот на непотопливиот Титаник. Јас мислам дека таа беше како еден вид на едрилица. Има ветар и од лево и од десно, и едрилицата оди. Во еден момент кога сите не веруваа дека таа толку брзо ќе вози и неприкосновено ќе плови низ морето, го згаснаа ветрот за таа да потоне. Има и такви кои умеат да пловат и покрај неповолните ветрови, имаат неверојатно чувство да наседат кога почнува да дува во добар правец и ги вртат своите едра во вистинската насока. Единствената мана им е тоа што однапред кажуваат дека не се подготвени да пловат под различно знаме. Вие бевте во Бразилија амбасадор на Република Македонија, ако сега би оделе како амбасадор на Република Северна Македонија. Ова е сериозен проблем за мене, мора да кажам, морален проблем, затоа што имам проблем да го прифатам тоа северна некако не ми шкрипи. Но ако има понуда, сепак ќе голтнете, нели? Сепак е амбасадор. Понудите никогаш не треба да се одбиваат. Тие се само референца плюс во кариерното портфолио, иако тоа со ништо особено не останало забележено. Може би и затоа исходот од релевантното сумирање на впечатоците дека всушност се наликувало на тинејџерска видео игричка. Кога пробав да одзумирам откако заврши нели министерувањето,
Буквално си го гледав животот како Sims играва, која знаете, нели, човече кој што станува во 6 година работа, релации со станоци, влада со баранија и така натаму. За разлика од оние на кои сваквиот режим не им одговара, има такви кои во тоа не гледаат ништо здодевно. Напротив, се гордеат со своето долгогодишно партиципирање на во највисоките ешалони, па дури им годи кога се споредувани со други долговечни учесници во власта од регионот. Јас сум толку често по медиуми и ја да не се споредам со Вучич, на и мене ми викаат ко уште од фрижидер не сум излез. Тие пак кои што туку треба да ја почувствуваат сладостраста на власта, тргнуваат редум од локално ниво, надевајќи се дека далеко ги дотуркаат, ама си имаат мака со реториката, оти урбанистичките планови се главниот извор на тешките политички речници. Во рамките на ве молам помогнете, не ДУП, во рамките на селото на Бардовци. И на крајот, во контекст на селото, за уште едно лудило. Seine Exzellenz Herr Talat Schaffer. Нема ништо лошо во парламентарната посета на Бундестагот. Напротив, но активната блокада и барањето на морална одговорност на спикерот важи само за подома. На прошетка за координаторот има мораториум. Тука завршуваме. Се гледаме повторно в понеделник од 22. Останете на Алсат, погледнете ги и вестите. Пријатно!